6 приговори за референдумот стигнале на адреса на Државната изборна комисија. 2 од нив се за избирачко место во Куманово. Наблюдувачот кој ги поднел тврди дека председателот на избирачкиот одбор ја злоупотребил должноста со корекции на записникот. Останатите 4 се поднесени од Светскиот македонски конгрес и лично од Тодор Петров. Алармираат на неправилности на избирачко место во Виница, каде недостасувале 7 од неупотребените гласачки ливчиња. Петров од Државната изборна комисија бара отворање и увид на целиот материјал од гласањето. Од комисијата децидни, доколку се утврдат нерегуларности на избирачките места, ќе следат санкции. Ќе мора најпрвин да утврдиме дали има такво нешто, да обезбедиме соодветни изјави и доказен материјал и после тоа ќе треба да се утврди нивната одговорност, односно да се поведе постапка. Вчера и лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН обвини за злоупотреба на повеќе од 50.000 гласачки ливчиња, кои според него на насилен и девијантен начин биле уфрлени во гласачките кутии. Алфа веќе објави дека на повеќе избирачки места со доминантно албанско население во неделата се вршело масовно гласање, на начин 1 секунда, 1 глас. Например, на изборното место 19-14 во Струга, во периодот од 15 до 17 часот, излезноста нагло се зголемила од 15 на 84%. Слична ситуација имаше и во Липково, Арачиново, Сарај, Студеничани. Основното јавно обвинителство засега ќе постапува единствено по кривичните пријави поднесени од ВМРО ДПМН за повреда на слободата на определување на избирачите и лажно представување, односно за испратените SMS пораки и телефонски разговори во кои се подсетуваат граѓаните да излезат на референдумското изјаснување. Доколку се уште не сте излегле да гласате, мало подсетување да излезете да гласате. За другите случаи кои ги обелодени Алфа, евидентирање гласачи на улица во шутка и организирано носење луѓе во прилеп, засега нема постапка.